Загадениот воздух ја уништува популацијата. Се повеќе болести се резултат на токсините кои ги дишеме. Не само во Македонија, ова е проблем и на светско ниво и мора да се реагира, зашто се повеќе луѓе ќе страдаат од карцином. Пулмолозите од повеќе земји кои се собраа во Скопје на конгрес алармираат да не се занемарува секоја кашлица и навреме да се побара лекарска помош. Тие апелираат секој од нас да придонесе за почист воздух, а надлежните институции да бидат поефективни за да го заштитат здравието на граѓаните со поголема контрола врз индустријата и подобар јавен превоз. Да оно што stvara brigu svima nama u odnosu na sve ove bolesti, to je zagađenje vazduha. I tu normalno sve zemlje pate od toga, još uvek nismo prešli na električne automobile onoliko koliko bi hteli i normalno postoji zagađenje vazduha od strane industrije, od strane nas koji volimo da letimo. Kad sam ja bio mlad, retko smo viđali pacijente sa karcinomom pluća koji nisu pušači. A sada to uopšte nije retkost. Се дето е алергија е воспаление. Воспаление може да бъде обаче и от инфекциозен произход. И ние трябва да си дадем сметка дали едно възпаление, което води до симптоми на астма, е от инфекциозен произход, от вируси, от бактерии, от други микроорганизми или пък е следствие на алергични механизми. Освен се поголемиот број на пациенти со карцином на плуќа, Македонија има и закана од туберкулоза. Докторите се тука да ги лекуваат болестите кога веќе настанале. Многу малку можеме да направиме на превенцијата за да спречиме појава на овие болести. Слушнавте дека голем број на фактори влијаат за да се појават болестите и тука за жал докторите малку може да направат, многу повеќе може да направат политиките на државата, да се работи на намалување на загадениот воздух, да се работи на намалување на бројот на пушачи. Во Англија имаат проблем со туберкулоза и ќе има низ Европа. Во последното известување на Европската CDC, 4,3%, тоа зборувам за Европска Унија и Европска економска зона, значи не пошироката Европа, 4,3% од туберкулозата е детска. Значи веќе им се пали алармот и на тоа треба посебно да се обрани внимание. Истражувањата покажуваат дека секоја година високите токсични честички во воздухот се директна причина за илјадници предвремено изгубени животи. Дополнително со серија болести се особено погодени децата, кои последиците ќе ги чувствуваат до крајот на својот живот.